Во овој предизборен период, граѓаните слушаат од политичарите разни ветувања и предвидувања, кои често пати не се остваруваат. Како што можевте да забележите во изминатите 10 епизоди на Кратки нозе, ние не се занимаваме со остварливоста на ветувањата и предвидувањата на политичарите, кои се предмет на друга методологија што ја користат повеќе страници и проверувачи на факти во земјава, но и во регионот. Откако ќе помине извесен временски период, овие вистиномери анализираат дали дадената прогноза или ветување на одреден политичар е реализирано и во колкав процент, дали е остварено целосно, делумно или пак воопшто не е остварено. Кратки нозе, за разлика од тоа, се фокусираат на изнесените факти, на она што некој го тврди дека е сегашна состојба или дека се случило во минатото. Затоа не ги анализиравме предвидувањата на премиерот Заев за победа во првиот изборен круг на локалните избори, ниту пак најавите на лидерот на опозицијата Мицкоски за победа на претходните избори или пак за формирање на ново парламентарно мнозинство. Тие предвидувања не се остварија, но Кратки нозе, како и во оваа епизода, така и во наредните епизоди, ќе продолжи да се занимава со она што политичарите го представуваат како податок или факт, како нешто што е вистина во сегашноста или во минатото, но не е вистина, представува неточен податок или манипулација со вистината. Прогнозите за иднината може да се остварат, а може и да не се остварат, но фактите се неприкосновени. Тие на публиката треба да и се презентираат на вистинит начин, без извртување и без манипулации. Тоа е она што сметаме дека го заслужува публиката и ништо помалку од тоа.